вечер. Сатирата е неопходна како вентил, тоа е средство на изразување кое до таа мерка ги пренагласува општествените деформитети и моралните изопачености во едно општество, што ги прави очигледни за сите. Кога темата ја најавивме на социјалните мрежи, на профилите на Отворено на Facebook и на Twitter, добивме бројни коментари со поддршка за сатирата во Македонија, за овој начин на изразување, со бројни прашања каде се Остен Хихирику К-15. Еден коментар вели: без сатира граѓаните во оваа држава се како во тунел. Јас сум Лидија Јанчовска-Христова и вечерва во Отворено зборуваме за сатирата, која е еден од показателите до каде се демократските процеси во државата. Во новата емисија Отворено ќе се дискутира на тема политичката сатира како индикатор за слободно општество. Ќе разговараме за развојот на хуморот, сатирата и пародијата како општествени појави. За тоа дали застапеноста на политичката сатира како форма на слобода на изразување е показател на степенот на развој на една демократија и дали сатирата како форма на уметност е доволно застапена во Македонија денес. А луѓето со кои што ќе зборуваме за сето ова се Горан Величковски, новинар, основач, уредник на сатиричната програма Зевзекманија, која долги години е во македонскиот етер, Весна Беби Петрушевска, господјата министерка, актер и стендап комичар, Звездан Георгиевски, наш познат новинар, колумнист, коментатор, кој во последно време се подпишува како еден од основачите и уредник на Коза Ностра, кој е единствено сатирично списание во државата, и Сашо Тасевски, актер, писател, стендап комичар, автор на стрипот во Фокус, од кој многу често почнува читањето на Фокус до јуни оваа година. Извесен период го пишувавте она што беше објавувано во Фокус. На моје огромно задоволство во публиката го имаме господинот Љупчо Силјановски. Самиот себе си се нарекува еден од последните мускетари на хуморот и сатирата од времето на формирањето на Остен, и тој ќе се вклучи во текот на оваа дебата и мислам дека ќе даде голем квалитет на сето она што го зборуваме во разјаснувањето на овој феномен. Пред се би почнала со прашањето наменето за сите. Сите се занимавате со ова, со овој начин на коментирање на секојдневните случувања и на актуелноста во оваа држава. Горан, која е моќта на сатирата? Па која е моќта? Зависи кој како ја гледа. Ако очекуваме дека нешто ќе се смени со сатирата, тоа се преголеми очекувања. Ако не очекуваме дека нешто со сатирата, па ништо нема да се смени, тогаш сме ептен големи песимисти. Тогаш нема зошто тоа. Така е. Ако тргнеме од самата дефиниција што значи, нели, сатира, тоа во принцип во себе подразбира хумор, меѓутоа, не е тоа основната цел на сатирата, туку општествениот критицизам е основата на сатирата. И сега тука имаме, нели, подгрупи. Тоа може да биде пародија, тоа може да биде иронија, тоа може да биде бурлеска, како што на времето, нели, ги правеше познатиот Чарли Чаплин. Но основата на сатирата би можеле да ја најдеме дури и во сарказмот, нели? Така што тоа е една општествена критика која што му е потребна на човекот, каде што, нели, ќе бидат искритикувани политичарите, економистите, самиот народ, самите ние треба да се искритикуваме преку сатирата, па ако сега тука нешто до некој допре па се промени општеството, ќе се промени на подобро. Која веројатно многу јасно ги демистифицира некои работи кои што во поинаквите новинарски форми можеби не можат толку јасно да бидат. Сериозното новинарство, нели, не може сега да се занимава со пецкање, бидејќи е сериозно. Неговата основна цел е да направи интервју или да даде вест. Меѓутоа и ние преку сатирата можеме да ја дадеме веста што ќе ја дознаеме на нашиот начин. И да ви кажам искрено, тоа понекогаш може да допре многу повеќе отколку обичните вести. Така. Весна, вие во едно интервју рековте: јас почнав да се занимавам со стендап комедија од мак. Па не знам, ја тоа во суштина јас имам среќа да ја играм министерка веќе долги 7-8 години, каде што за волја на вистината досега никој не ме цензурирал, ниту пак јас сум била, не сум склона кон автоцензура и сум среќна преку Нушичевите реплики да го коментирам се тоа што ни се случува. И затоа е министерка е најпродавана ден денесот и на вистина се коментира се и она кој што другите можеби замижуваат, јас тоа го коментирам на начин на кој што Живка на вистина го
го доживува во одреден дел и од тој аспект Нушич е безвременски. Но од друга страна, да се бавите како женски стендап комичар, тогаш многу е поголема, многу е поголем предизвикот дека не е само скопската публика, дека другата публика е многу искрено порелевантна, затоа што многу потешко се пробива рампа. И јас секогаш одам на сите тие настапи, вклучително и во театар кога играм, да не се автоцензурира. Мислам дека е пресудно затоа што мора да имате коментар на сцена и да го коментирате се ова што ни се случува. Ако тоа не го коментираш, не постоиш. Тогаш не сте актуелни, нема да ја добиете реакцијата која што веројатно е посакувана за вас како стендап комичар. Она што го кажа во најавата за вас, господине Георгиевски, вие сте долгогодишен уредник, коментатор, новинар. Решивте сега да се занимавате со сатира. Дали мислите дека по-јасно ќе ја кажете критиката на тој начин? Па на некој начин може би да. Знаете, не се откажав јас од своите колумни и не тридов во сатирата целосно. Така да сатирата сваќам како некој жанр кој е исто како што рече Горан, близок, односно новинарски, повеќе за мене него уметнички. Не е случајно што сме тука двајца новинари и двајца актери. Овие наши професии, основата им е толкување на реалноста. И сатирата е еден од алатите на кој може или да се предупреди на оваа реалност или да се толкува. Ако не почнев да се занимавам со сатира, посериозно, да кажеме, немаше ми остане друго, освен да седам со цигла во некој агол и да ги удирам луѓето по глава, бидејќи тоа може некој здраво да биде. Така да сатирата ја сватив како некоја кура за лечење и за мене во ова состојба во која се наоѓаме денес. И за граѓаните сите кои што ве читаат. Се надевам. Вашиот мотив, значи, сатирата се привлекува кај вас и во вашите настапи и во она што го пишувавте во Фокус и во вашите книги, вашиот мотив за бавење со сатирата и она што на почетокот го поставивме како главно прашање за незината моќ. Мислам дека сатирата е неопходна во кога се живее во едно преодно време, така да кажам, транзициско време, кога еден систем на вредности предолго се врушува самиот во себе, а од друга страна новиот тешко може да се воспостави. Така да во едни такви околности на немање на перспектива во едно општество, сатирата и хуморот, значи ги делам како два феномени, се неопходни за да се да бидат еден вид на издувен вентил од сите тие проблеми со кои што се соочува еден човек во такви општества, нива му, нита му, така да кажам. Така да, сатирата во едни такви времиња, за едни такви недоносени општества, кои што, како да кажам, наликуваат на една анеуризма, која секој момент може да пукне, сатирата е единственото осило со кое што можеш да ја пробудиш свеста кај луѓето за сите недостатоци, штетности, неморални принципи кои што завладеале со тоа општество. Но исто така, таа представува и, така да кажам, една, што знам, стерна у кој што се собрани сите сили на отпорот, што е многу побитно. Токму затоа таа е толку паѓа во очите на оние кои што се владетели, кои што владеат со таквите лоши општества, кои што ја имаат таа лоша, ја практикуваат таа лоша власт и затоа обично тие се негативно настроени кон сатирата. Тоа бил доволно голем мотив да почнувам да ја одберам сатирата како жанр, како начин на изразување, особено во моите книги, затоа што сум сметал дека вистината многу полесно допира до човекот кога ја каже на низ хумор, меѓутоа не оној хумор што го замислуваме као оној обичен хумор, љубов, овој вид со љубов, кој што има симпатија кон објектот што го третира, него сатирата е еден сосема друг тип, тоа е осило кое што истовремено има однос на презир, колку е исто така критички настроена, што е многу битно, што рекоа Горан и Звездан, меѓутоа континуирано одржува еден континуиран презир кон објектот што го третира.
Ова емисија е насочена кон прашањата на граѓаните, значи одговараме на нивните прашања, тоа ни е приоритетно. Одиме на прашањето на Сонја Милошевска. Вечерва прва настапува, повелете Сонја. Моето прашање до вас: дали сметате дека политичката сатира е доволно застапена во македонските медиуми моментално? Хајде. Дама, сакаш. Не, вака, секој све дамата ќе Добро. почне да... Ајде, круг нема да почне дамата. Не. Не. Ниту во печатените медиуми, ниту во електронските, штом тука имате еден представник кој што продуцира и автор на Зевзекманија. Имате друг кој што е во печатено издание на сајт Коза Ностра. И јас и Саше, што сме глумци, па што така, затоа што сакаме се бавиме со стендап, значи дека не постои. Тоа е доволен индикатор дека имаме ерозија на цело општество. И имаме прилично голема доза на автоцензура и да сака некој да се бави со тоа, ќе се повлече 3 чекори, леле да не ми се случи нешто. Тоа не викам дека е некоја храбро што некој од нас се бават со тоа, напротив, е лудост, но од друга страна ние мора да работиме на тоа колку што е возможно повеќе. Ја не би го нарекла тоа во контекст на сатира, јас повеќе би го изразила тоа како духовитост на овој народ да знае да процени да процени со која материја да се бави и колку може да се зезаме ние со целата општествено политичка, социјална, културолошка сцена овде тука во Македонија. Просто имам впечаток дека некој калкулира како тоа да го искоментира, па ако јас нешто кажам да не ме прават црна или бела. Значи, Дали ќе добиете етикета. Да, и тоа е толку многу веќе девалвирано. Па кога ќе почнете со тоа да се бавите, тогаш сите ве дискредитираат од типот која е таа да зборува, ајде сега она да зборува. Значи, прво имате дискредитација и потоа вториот момент што нашиот народ го практикува е да релативизира дека ништо не е важно. Значи, тие појма немаат, поголемиот дел од нашата публика, колку е мачно да направиш емисија и да ја продуцираш, да ја создадеш содржински и потоа постпродукцијски да измонтираш. Никој не знае со какви се проблеми се соочува Коза Ностра, не знам, хонорари и спонзори, што секој од нас треба да плати струја дома. Никој не знае како ги издава Саше книгите и што се му се случува во глава за да излезе на стендап и што тоа значи. Значи, имаме реално тоа е суштински, Звездан. Значи, суштински е тоа. Ти ако не можеш да се бавиш со коментар на ово општество и ако се автоцензурираш, зашто правиме муабет? Не постои тоа. Ова е многу малку што се случува во Македонија во однос на медиумите. Изволте, колега, се извинувам ако бев многу. Не, убав шлагворд заради тоа што сакам да поврзам две работи. Прво, не сме само ние што се занимаваме со сатира, нели тука имаме и контравести и уште еден куп други емисии, луѓе и сепак и по електронски нови медиуми има уште луѓе кои што го работат тоа. Но тоа само покажува една работа дека ние сме малку затворени и презатворени како народ и како луѓе, она што го спомна Весна, не сакаме да експериментираме на трнови терен, заради тоа што сатирата е трн. Значи ти треба да боцнеш со сатирата онаму каде што некој не би сакал да боцка. Но дали е тоа прашање дали сакаме или не сакаме или дали можеме или не можеме? Не, прашањето е дека ние сме конзервативни како народ кога се однесуваме до слобода. Затоа што сатирата подразбира слобода, слобода на духот, слобода да го ослободиш општеството од стегите и така натаму. Ние имаме помалку ментален психолошки проблем. Тоа е мое мислење. Ние сме прекрасен народ, еден од најубавите во светот. И највисоките. И најгостопримливите и така натаму, меѓутоа кога станува збор за слобода, тука малце кочиме. Тоа е мој впечаток овака, кој што е интересен и го поврзал со социјализмот. Јас кога растев во социјализмот, значи роден сум пред 48 години и ми текнува, кога имав 16 години, се враќам еден ден од школа и си викам колку е досадна држава, ништо не се случува. Значи, главна вест еднаш ми текнува беше паднал некој авион некаде и тоа беше онака муабет. Све друго никој не кеше прави муабет ни за политика заради тоа што беше све средено. Имаше слобода, уствари нас не ни требаше слобода, си го сакавме социјализмот, Тито умре сега, боже мој, тоа е. Денеска ние живееме во една држава каде што сме благословени бе луѓе. Значи ние можеме да правиме сатира на тони. Зошто? Заради тоа што ние
буквално живееме во едно општество кое што секој ден не ти дозволува сатира, туку ти ја носи овака. Имаме сатирични политичари, сатирични политички партии, кои што се со многу своји припадници, кои што ги прават таквите потези и така натаму. И сега, ако овака ние го разглобиме ова што го живеевме изминатава година, да ви кажем, кинезите имаат, не знам, година на змеот, ние имаме година на гаките. Така е. 2015 година е година на симнати гаки. Ги симна и левите, и десните се соголеа до крај, едните со другите. Па гледавме тука, не знам, вицето, па гледавме тука, слушавме материјали колку беа таму 15.000, па имало сега случајно уште 70.000. И во една таков амбиент, во една таква атмосфера, ти да не сакаш да правиш сатира, тоа само покажува дека проблемот е овде. И во нашата организација се согласувам со Весна дека треба да има еден организација. аспект кој што не смееме да го заборавиме и подосна малку повеќе кога го анализираме, значи уште еднаш ќе повторам дали е прашањето не сакаш или од X причини не можеш, бидејќи имавме навистина етаблирани сатирични медиумски производи кои што престанаа да функционираат во еден период. Вие ќе образложите, ќе имате можност како успеавте толку години да останете на сцената. Звездан, вашиот став. Тоа е релативно, значи кој како гледа на тие работи. Да ги прашате културњаците, во медиумите нема култура. Да ги прашате спортистите, во медиумите нема спорт. Да прашате економистите, нема економија. Било кого да прашате, никој не му е доволно. Значи, сатирата, проблемот на сатирата, што вели Горан Кајнас, е токму затоа што живееме во вакви времиња. Значи, сатирата е апсурд, нешто да доведеш до прекомерен апсурд некоја ситуација, а кај нас се работите доведени до прекомерен апсурд и вие не можете на апсурдот да направите додатен Нема материјал за сатира, А не, значи, можете да бидете смешен. Имате вие сериозен весник, мејнстрим дневен весник, со сериозен наслов на економска рубрика, владата денес не се задолжи. Тоа е наслов пар екселанс за Коза Ностра. Како јас да го префразирам сега, како да го направите да го направам уште по Значи, тоа е едниот проблем околу тоа дали сакаме или не можеме или не знаеме. Вториот проблем е значи не овде во Македонија, никаде во светот сатирата не е финансиски исплатлива. Значи, драго ми е што е тука колегата Љупчо, Силјановски ветеранот, наш од сатиричарите од Остен. Значи, во времето на Остен немаше реклами. Коза Ностра, весникот живее без реклами. Многу е тешко на спонзорот да даде реклама во сатиричен весник од една страна, од друга страна нам како весник, ние многу тешко да ја примиме таа реклама. Затоа што кај нас тие реклами обично се даваат како некаква обврска, да не го критикуваш или тоа ние сме сите ранливи на тие прашања и затоа се трудиме мало да глумиме независност едно време, барем до кога ќе можеме да издржиме. Значи, недостигот на сатира, ако некој го перцепира како недостиг, го гледам тука. Од една страна стварно е многу тешко, многу сериозна е работата, значи, за да излезе нешто лесно кажано или лесно читливо, е многу тешко да се направи. Саша? Прво морам да издвојам два периоди. Еден е периодот до пред 9 месеци, како изгледаше, така да кажам, културно-медиумската сфера во Македонија во однос на присутноста на комичната, на сатирата. Значи, до пред една година беше сосема друга слика, беа само Зевзек Манија и евентуално беше стрипот во Фокус. И знам какви проблеми предизвика една епизода кај што Господ беше прикажан како андроген, кај што го критикуваше председателот на државата кога во меѓу два круга на избори изјави дека дури на Господ треба да му се помогне што се однесува за да може самиот да ни помогне. Дека и на Господ треба понекогаш да му се помогне, така беше изјавата и стрипот беше, таа епизода беше направена баш на инспирирана од таа негова изјава, дека му се мешува работата на Господ и беше Господ прикажан како андроген. Значи, тоа предизвика огромни реакции, буквално една харанга од повици за линч, тоа го почна Курир, го презеде Сител,
кај што буквално и уредништвото на Фокус му добиваше закани за молотови коктели, добивавме авторите на стрипот лични закани по живот. Доаѓа од ОПСЕ луѓе кои што ги взимаат тоа скриншотовите заканите од пораки од ова од она ги копираа. Така да ние го пријавивме тоа, што значи тоа беше едната слика за македонската слобода на говор до пред една година и сега е некоја сосема друга, кај што веќе влегува некои други моменти, така да кажам, или други структури, кои што помагаат нормално од страна да се збогати таа сфера. Затоа се појавија тука и, предпоставувам, и ова контравести, и ете го Коза Ностра и така натаму, значи ќе има и уште. Дополнително ќе се јавуваат, се надевам, се со цел да се помогне да се збогати таа сфера и конечно вистината да излезе на видел. Не, така да до сега беше има тој наплив на нови такви содржини, особено во ваков кризен период во државата, кога навистина е потребна храброст и треба навистина тоа да се прави со една решеност, без да се гледа, еве, да речеме, на тие финансиски моменти за кои што зборуваше Звездан. Значи, сакам да кажам, не се само за финанси, зборам за нешто сосема друго. Значи, до пред една година друга беше атмосферата. Да. После бомбите, она што се случи сега е сосема друга атмосферата, затоа што и оние кои што се на власт веројатно мораа да попуштат уздите малце, затоа што сватија дека уствари тоа е едно од работите што го ветија, практично, им го ветија на странците. Меѓутоа тоа не е битно, знам како беше претходно, јас и со стендапите која работев, јас знам какви закани добивав, какви тоа беа мобинзи пред сама премиера, од типот се изфрли го овој дел, не ти треба, зошто ти работиш во драмски театар, имаш супер работа, зошто тоа сакаш да го доведеш под прашање. Значи, бев сведок на такви работи и навистина не беше пријатно. Не ќам да мислам сега, далеко ми е од глава дека сега е нешто полесно. Исто е така тешко, меѓутоа сакам да кажам, тоа беа два различни периоди. Од пред една година веќе малце се сменија работите на подобро, полесно се дише, сакам да кажам. Сонја, имате подпрашање или окей? Елена Димовска го поставува следното прашање. Моето прашање е дали сметате дека имаме доволен број на уметници кои одлучиле да користат сатирата за јавно да го искажат своето мислење? Слично горе-долу, меѓутоа можеме вака близ да поминеме ако сакат. Македонија нема некоја долга традиција за сатира. Тоа е исто проблем. Значи, као и другите работи, традицијата е правиме од 45-та година навака, да кажем. Значи, го немаме, не знам, Душич, го немаме Радој Домановиќ, од соседниве земји. И во однос на тоа дека сепак е сатирата во некој зародиш, во денес, например, во комунизмот, рецимо, постоеше професија карикатурист, професија сатиричар, професија афористичар. Ние денес ова аматерски го правиме, мислам, не може да постои таква професија, така да евентуално, не знам, писателите, ако сашо во книгите, ако користат сега се почесто овие помладите писатели некои сатирични елементи, инаку прави сатиричари по, да кажеме, после затворањето на К-15 или не знам како да крстам тој феномен, практички немаме. Коза Ностра излезе 10-тиот број, поправете ме ако кажувам погрешен податок, јас очекував и 11-ти. 11-ти од сега ќе биде, така. Значи, натре има информации, сатирични вести, подолги вести, меѓутоа има и осврти на театарски представи, значи има таму што да се прочита, би можеле да погледнеме, имаме некои од инсертите кои што покажуваат што пишува Коза Ностра, како оди, значи, дали има читатели Коза Ностра? Па, има, да кажеме, значи, не сме задоволни со бројот на читатели, затоа што мислам да го продаваме и у 100 милиони тираж, па нема да бидеме задоволни, стално може да биде подобро. За жал, ние, бидејќи така ни прилега, веројатно, од
новите технологии или новите медиуми предовме на, за разлика од другите, на традиционален медиум, и тоа е исто еден вид не да ги научиме луѓето да читаат нешто и од хартија. И ќе бидеме упорни во тоа и се надеваме ќе биде подобро. Ина Габер постави едно прашање, се извини, рече дека не е во состојба да дојде. Прашањето е до Весна Петрушевска. Како од денешен аспект Весна Петрушевска го гледа својот ангажман во авторската емисија "Не ми е јасно", која беше емитувана на телевизија Сител? Знаете, имате доста фанови кои што тогаш малку го сменија мислењето. Имате сега можност, значи, од оваа дистанца да кажете како гледате на тој ваш. Не беше тоа авторска емисија моја, тоа беше платен политички програм. Добивавте текст кој што вие Да, кој што јас само го говорев и тоа може многу да не го знаат и тоа беше апсолутно, ја го прифатив као задача од почеток до крај. Не се сеќам ни колку траеше. Јас доаѓав, го читав текстот, си одев. Имаше моменти каде што навистина не се сложував со нешто и се борев тоа да ти одеа малку прилично. Знаете како кога имате текст, па неколку да навредите, само колку да навредите, тоа го штрихав. Но во суштина тоа беше нешто што никогаш не би го направила повторно искрено од оваа временска дистанца. Ти верувам за тоа. Да, не никогаш. И тоа веројатно треба да пројде. Да, и веројатно треба да пројдеш еднаш кога видиш чекаш шо како ќе се залеташ еднаш, секој има право на грешки во кариера и јас навистина тоа го сметам за моја грешка. Јас моја то Ако лично... нешто изначи на Ина Габер мене, Ма сигурно сум дека изначи и мислам јас конечно требаше да го кажете вашиот став за тоа што авторска, не беше тоа мој текст апсолутно. Она што е огромна замка за уметниците и за новинарите, особено за оние уметници кои што се занимаваат со сатирата, е приклонување кон една или кон друга страна. Вашето мислење сакам да го слушам политичка страна. Смее ли тоа да си го дозволи еден човек што се занимава со сатира? Горан? Значи, и дали од друга страна може па да се прави некаков обид за баланс во тие емисии? Па на прашањето дали смее, се смее. Мислам, зашто да не смее? Добро, за да биде како што треба. Тоа е, мислам, и многу пожелно. Не се Да не се разбереме погрешно. Да не се разбереме погрешно. 50-50 е ситуацијата. Мислам дека секој кога би имал еден таков крупен предизвик би се размислил. Мене лично не ми нуделе пари. Не сум земал пари. Работам за Канал 5. И ги уживам плодовите на демократското расположение на Канал 5 во однос на нашата екипа. Горан, нема да се размислуваш ако некој ти понуди, веројатно се надевам. Реков 50-50, но ако дојдат до таква ситуација ќе те консултирам и тебе. Апропо муавет. Иначе нормално дека е лошо. Зашто е лошо? Затоа што се што е подмитено е лошо. Мислам, тоа е нели, сакате Божјо правило, сакате етичко правило, сакате човечко правило. Меѓутоа бидејќи се е искривено, јас им оставам на луѓето слободно да се одлучат што ќе прават. Јас знам што ќе правам. Бидејќи до сега не сум работел за пари, освен за плата, и понатаму го оставам тоа дека така ќе биде до крајот на мојата кариера. Зошто? Заради тоа што јас сум пребогат човек за да се валкам со партиски пари. Веројатно заради тоа што е преголема вашата улога во тоа што сакате да го постигнете како повисок квалитет на живот во општеството, со тоа што го работите, отколку се надевам дека е така. Сега ова е премногу овака кажано. Идеалистички. Идеалистично. Јас одговарам пред него и да ви кажам искрено, затоа и не би се втурнал во такви митаџински води заради тоа што глупо е пред него. Весна, како може политиката да го уништи уметникот? Артистот секогаш треба да е на спротивната барикада. Мислам, никогаш не треба да се согласува со тоа што во моментот е на власт. Сериозно. Сметам дека треба секогаш да има коментар на оно што се случува, да биде тоа. Ако го поддржуваш тоа што се прави, макар било и добро, тебе ќе те есапат како поданик и како симпатизер на одредена политичка партија. Но се додека имаш коментари, тие не може да се истрошат, ама баш никогаш, ти си артист, ти си глумец. Јас тоа го правам секојдневно и особено во министерка тоа го правам постојано. Значи секогаш давам коментар на оно што се случува и баш чекам некој да дојде да ми каже дека тоа не треба, но до сега не се случило. Значи, сериозно, и затоа има и толку публика. Ако тој таму момент не го искористам, како што треба до крај, и не искоментирам за ајкулите, за галиите, за тркалото, за лавовите без мадиња, и не знам уште милион други варијанти
Значи, мене навистина нема да... Бидејќи многу се вложува во многу очекувања се вложуваат од луѓето кои што ве гледаат во објективноста, во посветеноста на уметноста и кога ќе дојде до мешање на политиката, тажно е што имате колеги кои што се навистина талентирани, меѓутоа покажуваат можеби дека не ја сфатиле повикот на својата професија. Тоа знаеш како Лида, тоа се сепак мои другари навистина се тие мои другари, јас ги сакам и како глумци, и ние приватно се дружиме, но не разговараме за политика. И тоа е нивен избор. Ама навистина. Отеко почнем и кога пијам сок со луѓето кои што, не знам, тоа го прават, а јас не се сложувам со нив, не сакам да се карам. Сепак ја сакам, ја почитам неговата жена, го сакам неговото дете, не сакам да се валкам со тие муабети. Просто, окей, тоа си одбрал, тоа прави, нит сум ти мајка, нит сум ти татко да ти кажам дали треба или не треба тоа да го правиш. Сепак е тоа избор. Јас имав исклучително тежок период приватно, па јас морав да се бавам со некои работи, но се од оваа временска дистанца, не знам што да кажам, но ете пак ќе речам. Но сега како што ми се коцките наредени, мислам дека секој има право да си се сложи, да си го продаде своето име, ако има ниет за тоа да го прави. На крајот на криштата сите одговараме за своите постапки. Да останеме луѓе, да не ја делиме државата на ВМРО-ски и СДСМ-овски, како во твојот скеч, Горан. Звездан? Ако е прашањето за балансот, значи, јас мислам дека она што ја убива сатирата е политичката коректност, дека ако покажете политичка коректност, веш немате сатира. Немате острина на ножот. Па, што мене би ме интересирало проценти, значи дали 30% сега ќе ги зафркавам од опозиција, 70% да не се налути едни. Да, значи идејата е да се критикува или да се подсмева со моќта, со моќниците, значи дали се тие влада, или е тоа црква, или е тоа економски естаблишмент, или е тоа, не знам, директори. Што би ја да се занимавам со портирот тамо, мислам. Значи, тоа ние што мене директно ми влијаат во мојот живот. Така е. И така да не гледам тука никакви причини зашто би ме правеле опозиционер или позиционер, мислам. Има една работа која што, извини Звездан, знаеш како, има едни хејтерски твитови читаат, дури и Барак Обама ги читаше своите хејтерски твитови. Јас ја многу би била среќна да најдеме политичари да си ги читаат своите хејтерски твитови крупен план пред камери. Тоа ќе биде најгледаната емисија. Нема, затоа што нашите се прелепотици политичари. Они не може како така за нив. Тоа се измислени сите твитови. И едните и другите зборувам. За нив се, не знам, платени сите оние кои што зборуваат лошо и за едните и за другите. Они не знаат дека имаме самосвесна младина која што пишува, која што е духовита, која што има што да напише. И јас навистина копнеам по таков проект, да ги наредиш 10 политичари од едните и од другите, и твитови читајте си. Политичар кој што ќе може да прифати шега на своја сметка. Кој што јас читам за себе, све што си читам и умирам од смење и сладка сум. Саша, политиката и ова делување, вие ве читав пред известно време, може би има и 2 години, споредувате поврзување на уметник со политика како потпишување на договор со Мефисто. Не. Поврзување на уметник со власт е потпишување како договор со Мефисто. Ова од аспект на уметник кој што полека политички се ангажира. Не, кој што застанува во одбрана на власта која да е. Не, велам вие, од аспект на уметник кој што полека политички се ангажира во, меѓутоа се разбира. Тоа сакам да кажам, значи општото мислење као овој народ наше дека уметниците, глумците дека не треба да се занимаваат со политика. Меѓутоа, еднаш за секогаш луѓето мора да сватат дека ако тие не се занимаваат со политика, политиката ќе си игра со нив. Они не може да разберат дека цената на лебот, цената на млекото, цената на бензинот, цената на храната, цената на школувањето на нивните деца, дека се е тоа политика. И дека они сакаат некад се жртви на таа политика. Меѓутоа, од друга страна пак, ние уметниците, тоа е са и глумците, уметниците, ќе ги земам општо,
и новинарите, и сите интелектуалци вистински, се вистински автентични само под услов ако се представуваат свест и совест на општеството во кое што живеат. И не само на општеството во кое што живеат, него и у некои пошироки рамки. Што значи мора да имаат изградено ставови. Уствари ништо не се мора, меѓутоа е пожелно да имаат изградено ставови за секое нешто во тоа општество. Затоа што се пред се јавни личности. Меѓутоа првиот момент кога ќе заземеш страна, особено кога ќе заземеш страната на власт, па и страната на опозицијата, меѓутоа ајде, јас сакам и тоа мора да се каже што го кажа Звездан дека нормално е дека ние се занимаваме со власта затоа што власта ги создава правилата на игра во оваа држава и заради таа власт и правилата кои што создава живееме вака или онака, подобро или полошо. Токму затоа целта на нашата сатира или на она што го работиме е власта. Нема ја што да се занимавам со некој што е во опозиција исте па ни паднат на коленици. Не, јас се занимавам со оној што е моќен, со центрите на моќ. Сатирата ги критикува центрите на моќ. Значи, сатирата ги демаскира. Кога ќе се сменат улогите, тогаш тие што се на власт повторно ќе бидат во фокусот на сатирата е критиката. таа која што ги демаскира сите, го демаскира злото, ја демаскира лошата власт. И со тоа што ја демаскира ја прави поранлива. И затоа е таа толку опасна. Затоа уметникот, конкретно и новинарот, и писателот, глумецот, значи мора своето внимание да го фокусира токму таму, кај оној кој што ги креира правилата на игра, тоа е секогаш власта. Знаеш, јас не можам да не коментирам насочено кон оние од Министерството за образование кои што дозволиле да се печатат книги за моето дете, каде што има лекција што е пубертет. Значи, по-дебилна работа и детево треба да ја научам и да ја раскажем лекцијава. Што е пубертет кој ќе ти се појават две мозолчиња? Има милион такви работи. И тоа е директно мора да коментираш, мора да се јавиш, мора да ги читаш тие тие будалаштини кои што децата ги тераат да учат, па и тоа е екстерно чуе. А има за климат? Нема за климат, ќе напишеме ние. Имате ваква ситуација. Например, мои одредени колеги кои што во изминативе години апла се ставија на страната на власт и од тоа извлекоа одредени бенефити, нели? И функции, така да кажам. Одеднаш се најдоа во ситуација, они го сватија тоа, дека налагате и се кратки нозете. Затоа што сите оние кои што до вчера беа најсакани, кај повеќето, кај мнозинството од македонските граѓани, веќе полу нив ги мразат, не може да ги поднесат. И што направија со тоа што го подпишаа тој договор со Мефистофел? Само си го нарушија, си го извалка својот кредибилитет и своето реноме. А функциите се, мислам, минливи, како што се минливи бенефитите материјални од тоа. Величковски. Само две реченици. Се согласувам дека оној што ја има власта треба да биде најмногу критикуван, односно најмногу да имаме однос кон него со сатирата. Меѓутоа, сатирата не подразбира власт и опозиција. Сатирата подразбира толкување на глупост. Така што ако има глупост дека и опозиционерите, зашто ние би се правиле дека они прават паметни работи? Не само се надоврзав на Звездан, она што го кажам, нормално е да удираш на посилниот. Да направиме онака да има една ограда заради тоа што не е привилегиран. Јасно. Глупост е глупост. Коза Ностра, дали на секоја глупост, мислам, реагира ако налета, ако ја види и да не мора само политичка, да кажеме, не е битно. Работата е што некои мои колеги или пријатели, или не знам како да ги наречам, на вистина почнаа да ми бројат во проценти. Значи, јас морам политичка коректност да покажам во секој број и во секој број да имам одреден квантум, толку и толку, за да докажам некому дека јас не сум платен од Сорос, од Морос, од што ја знам од кого, од како, или од Заев директно, или од било кого, затоа ја не сум го пипал него. Значи, мојот одговор беше на таа смисла. Не признавам политичка коректност во сатира.
Јас сакам од вас да слушнам едно толкување, се разбира, кој сака може да се вклучи на другиот неверојатен феномен кој што е исклучително ужасно навредлив за секој човек кој што сака објективно да каже став за одредена појава. Доколку тој став заличува на ставот на опозицијата, тоа е веднаш етикетиран како СДСМ, тоа е одговорот едноставно на неговата критика, наместо веројатно да предизвика некакво поразмислување. Или доколку заличува на ВМРО, веднаш тој табор го користи името на тој човек како нивен поддржувач. Значи, извини, те Да, прекинав. Тоа систематски се прави. И тоа јас знам дека се прави систематски, дури одат на посебни обуки како да неутрализираат сите опозицијски гласови, без разлика дали доаѓаат од овој табор или од контратабор. Значи од било кој контратабор што доаѓаат. Еве конкретно за ова, пошто многу често ние сме ги чувствувале тие осила на нас, пошто сме ја напаѓале власта, ние автоматски сме биле СДСМ. Значи, тоа е нивниот начин како тебе да те неутрализира. Твоето критичко, независно мислење како да го помножи со нула. Обезвредни. Затоа што истиот момент он тебе те става во таборот на опозицијата. А мнозинството луѓе кај нас, пошто немаат критичко мислење развиено, нели? Пошто ги слушаат само, се раководат само според начелата на партиските лидери, тие автоматски во старт ги прифаќаат тие нивни како да кажам квалификации кои што доаѓаат од врвовите на партиите дека е некој опозиционер само заради тоа што ја напаѓа власта. И тоа често пати сум доаѓал во таков конфликт со луѓе кои што отворено ме нарекуваат дека ти си опозиционер, ти си СДСМ. А у животот сум немал, мислам, не сум ни влегол во штабот пример на СДСМ. Не знам како изгледа. Горан Јовчевски, да го слушнеме со неговото прашање. Само ова беше интересно прашање, мислам дека ако дозволите. Значи, тоа само покажува колку ние не сакаме да бидеме слободни. Нас ни е многу убаво кога ќе си припаѓаме на левица и на десница, така се чувствуваме како да сме во некоја фамилија, некој има кој да не заштити, има некој нешто да ни даде, некоја ковче да ни фрли, без разлика дали ќе биде работа, дали ќе биде проект и така натаму. И тоа е она што нас не исполнува и ни е доволно. И затоа ние почнуваме да живееме во една испревртена реалност. Има еден виц, ке ме дозволите една минута. Значи, тип вози југо, му се пали црвено светло, запира типчево со југо и до него Масерати се доаѓа на втората колона, лента, голем све, и овој со југо отвара. Отвори малце џамот. И овој се отвара џамот. Вика Масерати, да, како иде? И овој му вика, добро иде, дечко. Не иде баш добро за Масерати, многу малце ве има низ градов. Испревртено. Ги има малце, знаеме зошто. Ама нели од аспект на југо, извини друже, не ти чини аутото. Така и ние. Ако малце искритикуваш лево или десно, не чиниш одма. Значи ние тој проблем го имаме на секое наше второ снимање. Поминува човек, вие сте против власта. Значи одма знаеме што е, како и така натаму. Затоа го повикав Горан, ќе почнеме и со вас, бидејќи во таа насока е само Весна каков актер е Горан, Може и подобро. Може и подобро. Часови. Сум ти рекла, баце класа. Горан Бовелет. Делимично мислам дека во првото прашање дадовте одговор, но со оглед на политичка ситуација во нашата земја, ме интересира вие кои јавни личности, не политички, дали имате притисоци врз вас и ако ги има, како вие се справувате со нив и излегувате на крај? Ајде, Горан, продолжи. Да продолжите да заставите. Значи, и како и да е, значи ние на секое второ снимање се соочуваме, немаме ние проблем од политичарите. Значи не ни се јавуваат политичари, сега некој ќе те види во кафана, видов, беше посветен на мене. Не беше кој знае што. Нели онака намрштен, ама тоа е тоа. Проблемот е кога ќе влезеш да си ги заработиш работата на терен. И сега ти си на терен и доаѓа, вие сте со власта, бе. Знаеме ние, Канал 5, ова, она. И зашто бе со власта? Еве, у последна емисија имавме 5 скеча, 4 беа против, да речеме, власта. Не против, него онака ги пецкаш. Да, вика, а петиот, значи тука петиот болел и се одма ние сме со власт. Кога идеш од другата страна, истите работи. Ние сме имале ситуација на снимање, значи не биле политичари, најобични дечки од по 25-6 години. И сега ние снимаме, нели? Све е запалено, се работи и има шо? Не сте смешни, и они викаат добро.
И Горан Јовановски колегата бидејќи така поексплозивен, како не сме смешни. Остай, до Савајле ќе се расправам. Значи тука се работи за симпатија и за антипатија. Уште еден показател. Океј, оној што си е со партија. Меѓутоа, колку и да не сум ти симпатичен, ако ме гледаш, значи има нешто. Има нешто што те провоцира сепак да го гледаш тоа. И размисли малце, уклучи го вентилот на слободата во ова совршено време. Никоја нема таа среќа да има волку возбудлив живот во Европа, освен ние во Македонија. Тоа би го тврдам. Како позитивно гледање на работата. Секој ден е нешто ново. Секој ден. Весна, притисоци рековте, немате да пријавите. До сега немам никаков притисок, реално, но јас би зборувала повеќе за реакциите на публика кога зборуваш за едните и за другите. Или идеш низ Македонија и седиш у Струмица, кај Зоран Знаев. Или ги викаш, здрава Струмица, Заев, сите и сите вака. Или нешто збориш за Никола Труевски. Има моменти кога им е страв да се насмеат, да се ослободат, мислејќи дека ако се насмеат нешто ќе сгрешат во својата емоција која што сакаат да просто. А од друга страна па чувствуваш дека на сите во цела Македонија им е потребно да се насмеат. Јас секогаш велам, живеам за оној ден кога на насловните страни ќе бидат други ликови освен политичари. Барем да ни беа убави. Па да гледаме згодни фраери на насловни страни. Не потепаа од сите страни и сега кој ќе излезеш на сцена и кој ќе почнеш да зборуваш нешто и за едните и за другите, што има материјал. Публиката е како стегната, како да има нешто, како во чорап да се пазе, малце се борат со рачињата, па главчето, па нешто да излезе од нив за да почне да се измени. Но кај мене искуството зборува дека тоа е првите 5-6 минути потоа да се ослободуваат и тука како артист мора многу да дадеш за да почне да ти веруваат и да тргне возот. И потоа навистина трае 2 часа и се смееме сите заедно. Па има и соработка со публика. Но реално мислам дека и народот малку е стегнат. Звездан? Има разни видови притисоци. Директни нема, значи директни притисоци од политичари нема. Има директни притисоци од актери, од пејачи, од ако ги спомнеме. Не може да спомнат, ако ги спомнете, ви се руваат. Ако ги спомнеме парчето. Боже! Тужби, најави, адвокати, расправи. Значи, тоа е страда тој притисок. Меѓутоа, овој другиот притисок, да кажеме, тој посериозниот, се прави малку и по-суптилно, да. Значи, јас работев во неколку благопочивши неделници претходно. Значи, гледате моментот. Значи, можете да го на саат да го значите во толку и толку саат, сите реклами одеднаш прекинуваат. Сите надворешни, ако немате своја дистрибуција, дистрибутери, одеднаш ви откажуваат. Сите долгови што сте ги направиле, најситни и најмали, во изден се на извршител. Инаку, лично, освен тоа влегува во фолклор, нели, ти си ваков, ти си онаков, ти лични навреди. Јас имам еден луксус, да кажеме, да Коза Ностра не ја работам професионално, не живеам во тоа ми е забава, тоа ми е баш луксус. Значи, ќерка ми живее во Лондон, таму е мажна. Многу тешко може мене да ме дофати некој посериозен притисок. До сега се е завршено, значи не сум вработен, не. Така да тамошен притисок тешко до сега се е завршено. Да. Саша? Притисоци, значи, многу сум имал изминативе 9 години, преска зборував за тоа. Меѓутоа, на мене што ме фасцинира една друга работа, матрицата на оние центри на политичка моќ во Македонија и во власти и во опозицијата. А матрицата им е иста, веруете. Значи, се додека внатре луѓето продолжат во тие партии да создаваат култови на личност, нема многу да се измени со демократијата и со слободата на говор во Македонија. Ќе биде истата песна. Затоа што сега пробајте да ги нападнете овие од опозицијата и нивниот лидер,
повторно добивате реакции многу слични на оние кои што сте ги добивали изминативе 9 години кога сте го напаѓале лидерот на власта. Сте добиле реакција? Многу слични реакции се тоа. Ама од каде сега ти зошто го нападна Заев, па тој е херој, тој е вака. И ти се им кажуваш, ама луѓе, ние имавме еден таков херој, 9 години имаме, видовте дошто не донесе. Зошто ни треба сега уште еден херој? За и тој утре да се претвори во својата спротивност? Се додека размислуваме во тие стари матрици, овдека многу нема што да се направи со слободата на говор. Сега ќе видиме како госпоѓата министерка посакува да стане и председателка. Значи како таа како председателка бе водела оваа држава во еден кус скеч од настапите на Весна Петрушевска и еден дел од последните емисии на Горан Величковски во која разговараат СДСМ-овци во ВМРО. Мора да се гледаме. Погледат у Америка Реган, Шварценегер, све глумци. Па ние малци или згодни глумци имаме. Ја да ви кажам право сега за председателскиве избори. Нели многу сите се палат, жена председател треба да биде или да не биде. И нели сега има скромни така излети, па лајкови собираат од Фејсбук. Али окей, све е регуларно, све окей, све супер е тоа. Но си викам бе, ја да се пријавам за председател. Видиме. Дали исполнувам услов? Видиме, одма умујам стафе. Одма се местаме, што ти е политика курва е. Одма, дали живеам у целибат мирно, поштено и васпитано? Така е. Дали може да ми извадат, сега збориме за последниве 3 годиница, немојте да вадите од порано. Дали може да ми извадат некоја афера со ово и со оно? Не може. Дали сум мајка на 2 малолетни деца и 2 малолетни кучиња? Тачно е. Дали ќе одржавам резиденцијата председателска чиста? Така е. И имам план. Меѓународно прашање за името. Па ќе ги умрам од смеење. Ќе се смееме, ќе се зезаме, супер кака, кик, потпиши ти тука. Потпиши ме, бате. Сега не гарантирам дека евентуално со некој згоден фрајер од Европска унија нема да се плестам се, јеби га. Душа мила, ризик, ја ќе пуштам срце се, тоа. Ќе отворам, ќе се ококорам. Не бе само наданкиња на селфи да прави со Обама. Ја ускут ќе му седнам. Оп, скандал. Оп, сите ќе не запамтат. Кој е бе на ускут што му седна на Обама, а? Чути председателка на Македонија. Која Македонија бе? Дај да ја дознаеме кој ќе да бе Рај бе. Рај. Што само су братали да доаѓа? Абе позгодни ќе донесам ја. Позгодни бе, овакви згодни глумци ќе донесам. Бе ќе инвестираме све ова. Што, само да се сликам ли? Не, па ускут седно и случајно. Испив малце. Оп, селфи, дингере. И така ќе завршиме работата. Абе има план бе, само треба да ти текне. Разговараме со еден ВМРО-вец и еден СДСМ-овец. Нивните имиња не се важни, бидејќи тие не размислуваат лично, туку партиски. Што мислите за материјалите на Заев? Дали се лепени, сечени и монтирани? Дефинитивно се. Срамота е да се слушаат прислушкувани материјали и му порачува нашиот народ да не ги слуша тие материјали. Уште посрамота е да се правиш глув во ова време, а материјалите се автентични. Ти би сакал ли некој да ја прислушкува твојата жена кога прави муавет на телефон? Па ако се работи за државни работи, она шљапа глупости по телефон, нека слушаат. Значи не би сакал, така? Не би сакал. Премиерот Груевски за материјалите сведочеше зад камерите, а рече дека се ќе биде јавно. Ама важно сведочеше, а кај нивниот да се појави на суд? На кој суд бе? Ние не го признаваме тој ваш суд. Не признаваат. Ние го признаваме само специјалниот суд на Јанева. Паралелна држава ќе прави. Како не? Во рок од 9 години од Македонија се изнесени или испрани 5 милиарди долари. Што мислите за тоа? Тоа не е точно, тоа е американска пропаганда за Заев да дојде на власт. Абе се американците им се криви. Абе лопови сте си, признајте ве. Не се вика лопови, ние се во Македонија се вика крадци. Добро. Кажете ми што ќе искоментирате за сечењето на дрвата пред факултетите? Одлично, треба да се градат факултети. Што е одлично, бе? Сите дрва у Скопје ги сековте без воздух. Ама не ќе брате, слушај. Гледате, они не сакаат да слушаат. Туѓа вистина, они живеат у свој свет, бе. Ние живееме у свој свет.
Па вие у Велес, у општинската организација, што направивте, бе, игравте на Југославија? Од Вардара па до Триглава. Па што и фали на песна, бе, топе. Па до Јадрам, вие си живеете у 20 век, 21 век, ало бре, човече. Дали верувате дека американците вистина се качили на месечината или сето тоа било изрежирано од познатиот Кјубрик? Изрежирано, монтирано, сечено, лепено, американците се такви. Не, лажат, тачно, само лажат. американците се качиле на месечината и тачка, а овие ВМРО-вци ви се месечари кои шетаат навечер и сечат дрва. Ке ве прошетаме на 24-ти. Тоа ќе видиме. Ајде се. Ова беше беа извадоци од она што го работат Горан Величковски и Весна Петрушевска, а сега мислам дека е крајно време да го вклучиме во разговорот господинот Љупчо Силјановски, кој навистина направи чест што дојде во вечерашната емисија Отворено, човекот кој себе си нарекува еден од последните живи мускетари на хуморот и сатирата. Микрофонот на господинот Силјановски. Како ги гледате вие? Слободно седнете се лежерно, опуштено и отворено да зборуваме. Како сега гледате, како стои сатирата во Македонија? Дали е добро или не баш? Прво да ја поздравам Отворено и секој ден да биде отворено, бидејќи насушна е потребата од вакви емисии. Атмосферата е прилично академска. Гледам, се надпреварувате кој да биде посатиричен, што е добро. Јас би сакал овде присутните млади луѓе, се чувствувам како Метузелем. Дали знаеш што е тоа сатир? Било кој, еве, нека ми објасни што е тоа сатир. Еве, зборувавме еден час, некој нешто може би запамтило. А? Не, Немате вас доброволци. сигурно знаете вие. Од публиката не, дали публиката. знаете? Сатир. Да. Тоа е Не сатира. сатира, сатир. така. Така била крстена по сатир, сатира. Да. Сатир е еден вид на шумски сексуален незаситник, кој што на главата имал две мали рокчиња, опашка, а нозете му биле од јарец. А што е сатиријаза? Сатиријаза е претерување. Кога се претерува, посебно во сексот. Незаситник некој претерува многу. Изгледа дека од тука влече корен изборот сатира или сатирично, затоа што сатирите потекнуваат уште од Јувенал, од Хораци, од старо римско време. Ова за да знаете дека сите ние што се занимаваме со сатира, сите ние претеруваме, не со секс, со навреди. Има многу интересни работи врзани за сатирата, кои што може би прв пат ги слушате. Меѓутоа, јас морам да ви кажам, бидејќи како Метузалем се представив, а тие старите луѓе обично љубат да делат совети, па јас и совети и спомени ќе ви поделам неколку тука. Имено, во наше време, ние бевме платени. Нас државата не плаќаше да ја плукаме. Така беше. На плата бевме. Се случуваше нивото на нашата сатира, на нашата критика, да иде некаде до началникот, не знам каква управа, во тој монопартиски систем, не можеше да се чечне член на ЦК, СКМ, Боже, сачува, СК ја веќе отиде, удба ќе те собере. И се случи еден ден во Остен да напишеме
tomorrow will be better. Ама тоа better беше напишано на кирилица. И не собраа сите во Општинскиот комитет, кај Стојчевски, да ни држат што сте сакале да кажете. Ќе ви кажеме во следниот број. Следниот број излезе со цвекиња, со се така некои нежни работи, убави работи, и нас ни беше простено. Нивото на толеранција, на она што го работевме како сатиричари, беше многу повисоко. Имавме разбирање. Нас не плаќаше народот. Не плаќаше. Имаше една партија, а таа партија не плаќаше. Нас не плаќаше една фантомска организација која се викаше Социјалистички сојуз на работниот народ на Македонија. Господине Сијановски, ви благодарам. За сега само сакам да не пропуштиме нешто. Вие сте од луѓето кои што со почетоците на Остен започна да се занимава со сатирата. Имаме заинтересиран наш гледаш, веројатно, кој што ги следеше социјалните мрежи на Отворено, и вели зошто кога згаснуваше Остен, никој од гостите, се мисли на вас, на моите вечерашни гости, не напиша ни еден ред критички текст. И дали сте размислувале дека и на вашите емисии и весници може да им се случи истото, односно да ја снајде истата судбина? Јас ја разбирам оваа фрустрација. Сигурно, нели, следиме што се случува во оваа држава кога Хихирику згаснуваш, имаше Ерол Резаов, нашиот колега, еден навистина гневен текст во кој што не само што имаше квалификации како во оваа држава никогаш сатирата не била згаснувана намерно како сега, туку со исто толкова жестина се бунеше против тоа зошто никој нема да реагира на тоа, зошто сето тоа ќе се заборави за 2 недели. Горан? Да, јас немав текст кој што беше посветен на затварањето на Остен, од едноставна причина што немам таква форма на изразување во рамките на емисијата. Значи, ние само правиме скечеве, а како да направам скеч кога нешто згаснува? Да го затворам Остен по втор пат? На мене тоа. Повеќе е на мене тоа прашањето. Ајде, повеле. Ако се не, прво, ја лично не сум убеден дека згасна Остен. Значи, Остен згаснуваше, се враќаше, згаснуваше, се враќаше. Неговото згаснување, инаку тогаш, последново, да кажам, згаснување беше врзано со гаснењето на НИП Нова Македонија. Значи, текстови се напишаа тони и тони. Значи, згасна и екран, згасна и Остен, згасна и овакво. Трето, Остен, титлата на Остен, значи брендот Остен го купи Мица Јанкуловски. Сега ете, постои галерија Остен, значи се држи некоја традиција. Едно време, кога постоеше време, весникот одеа и као некаков додаток во тој весник. Верувам дека пак се финансиите во прашање зашто не може да обстане натаму. Значи, она претходно што го зборев за притисоците, Остен не падна врз база на политички притисок, падна врз база на овој неолиберализам кој многу убаво функционира со политиката, да кажем. Значи, само уште мала аналогија, пошто овде сум се запишал. Ферал Трибун, сплитскиот весник, кој ние нам некако на Коза Ностра, некој еден од нашите урници, ја издржа диктатурата на Туџман, судските процеси и се. Кога им дојде така наречената демократија или Рачан, тогаш рикна, тогаш пропадна. Али за Остен повторно ви велам, не велете 2 пати дека е згаснат. Не знаел тој да се враќа многу често од мртви. Ова прашање баре повеќе време, ние имаме многу кратко време, но би сакала да го слушам вашето мислење. Коста Карев, он испред една канонада од прашања, за жал не можеше да дојде, не можеме ни сите да ги одговориме, но ова не го отворивме. Која е разликата меѓу сатира и исмевање и понижување на поединец или група поради нивните човечки слабости? Посебен осврт вели на македонската сцена на стендап комичари. И многу важно, дали сатиричарот носи одговорност за насоката во која го насочува општеството. Меѓутоа, во врска со првото прашање, можеби најдобро ќе одговориме доколку ми го кажете сите ставот со она што се случи во познатиот сатирички весник Шарли Ебдо, кога сите по нападот пишуваа јас сум Шарли. Знаеме за какви карикатури се работеше. Дали вие сте на тој став? Дали сте вие Шарли Ебдо? Вие дама, колешке?
Оригинал, Шарли. Да. Јас би се надоврзала на тоа дека ние сите имаме, кога излегуваме на сцена и говориме тоа што треба да го говориме, било како сатиричар или стендап комичар, имаме општествена и културолошка одговорност што говориме. Јас во моите настапи никогаш не сум девалвирала некого, никогаш не сум навредила некој поради, ниту сум исмејувала поради одредени, нели она тоа викаме во нашата професија, велиме на прва топка да исмевате некого заради неговата говорна мана или заради неговиот изглед. Било каде, значи тие се работи кои што мене ми се девалвирачки, јас никогаш не ги употребувам ниту колоквијално, камоли во моите настапи. Сметам дека тоа е така беззначено, пежоративно и така да мислам дека тоа апсолутно не го прифаќам и јас легитимно тврдам дека тоа и не сум го потребила никогаш, ниту пак сум се исмевала со секогаш наоѓам начин како преку моите текстови и настапи да допрам до луѓето, прво да ги потсетиш да се насмеат, а второ и да ги замислиш дека може нешто квалитетно да промениш, просто да влиеш конструктивно на нив. Оти е најлесно да влиеш на луѓето негативно и да ги наполниш со негативна енергија и да ги демотивираш. Да. Многу е значено. Јас мојата форма на действување ја разбирам како движечка сила и како мотиватор на нештата околу мене, заедно со публиката пред која настапувам. Браво. Така, сега Цвезда. Еве, злато може можете ти. Ама биди краток. Треба да кажете разликата меѓу сатирата и исмевањето и понижувањето. Да, Шарли Ебдо, значи тука немаше, не знам, тоа се работи на вкус или на претераност или непретераност. Не беше тоа тој тип навреда за таков не, овако. Тоа не справедливо. Да, мислам, уопшто и немаше навреда. Шарли Ебдо е до овој момент беше во суштина еден обскорен вестник, не голем тираж, не силен тираж, кој исто, кој што зборев зостан, значи умираше, се раѓаше и ова последното име затоа што го забранија ради навреда на Шарл де Гол. Меѓутоа, исмевање, разлика меѓу исмевање и сатира. Сега, теориски ли треба да кажам, значи статирата е пред се исмевање на глупоста, а не на физикусот, да кажем. Значи, тоа е. Па во таа смисла, да не се злоупотребува тоа во навредување. Посебно имате право, најчесто на прва топка ги прават смешките, кака ќе смеат некога и демек ние треба да паднеме во несвест колку се они смешни. Бидејќи не знам кај нас веројатно не е така, меѓутоа на запад тие стендап комедии просто е опасно човек да биде во публика, дали ќе биде метана веројатно во таа смисла. Доколку имате, бидејќи времето ни поминува. Кратко сакам да кажам само дека мојот став е дека сатирата мора да го стави под прашање секој центар на моќ, без разлика дали е политички, финансиски, религиозен, што знам. И постојано треба да ги демаскира, да го демаскира злото, како би ја направила границата помеѓу доброто и злото што повидлива. Ако ќе биде таа што повидлива, тоа значи дека и луѓето ќе имаат можност многу полесно да се упатат кон она што е добро, позитивно и морално. Не смееме да завршиме оваа емисија без да одадеме едно признание. Убедена сум дека сите ќе се согласите со мене на најголемиот сатиричар, човекот кој ги соголува политичките и општествени случувања во Македонија уште од 70-тите години и претходно, тоа е Дарко Марковиќ. Нема некој во оваа држава кој не го знае Пецко. Би сакала да видиме накосо што вели Пецко во последните години. Инаку Дарко Марковиќ го поканевме во оваа дебата да имаше најмала можност, тој сигурно дека ќе присуствуваше. Ќе имаше што да слушнеме за сатирата од него, меѓутоа апсолутно не беше во можност. Уште еднаш ја изразувам мојата почит кон неговото дело во изминатите неколку децени. Дело со кое што растевме и кое што не засмејуваше и кое што ни даваше памет. Првата
Првиот пат кога јас го видов цртаниот филм Каша, тоа беше за мене нешто волшебно, некоја фантазија невидена, бев многу мало дете. Јас сакам да ја завршам сега емисијата со она што сосема кратко го опишува луѓето на нашите социјални мрежи кои не успеа да дојдат. Сите даваат силна поддршка. Сакам тоа да ви биде поттик. Значи Македонија мора да има политичка сатира, бидејќи без неа државата е како тунел. Јас како граѓанин ја сметам сатирата за корективна власт и мора да ја има. Имате горам вие неколку поздрави од ваши верни гледачи, тие нема да ги читам. Јас сум Вели Веле Матевски, локален сатиричар, долгогодишен новинар од Битола и нема никогаш да дозволам да се укине сатирата во нашата земја. Да се надеваме дека нема да речам доаѓаат подобри времиња за сатирата. Горан, како што вели, ова се најдобрите времиња за да се извлече материјал за правење на сатира. Па сега 2016 што не чека, па тоа ќе биде Милина. Милина, ќе ни биде жалко ќе дојде 2017. Јас ви посакувам остра мисла, јасно да го кажете тоа што го мислите, тоа да има одглас кај граѓаните, сите заедно да направиме една поубава држава во која што ќе се живее поубаво. Вас ви благодарам за учеството во студиото и за прашањата, вам како гости за учеството во емисијата. На сите ви посакувам среќна нова година, ова е последна емисија во оваа година. Следен пат се гледаме на 18 јануари, ќе зборуваме за она што тогаш ќе биде актуелно, очекуваме многу случувања на почетокот на јануари, а вие до тогаш следете ги профилите на Отворено на социјалните мрежи и зошто да не предлагајте теми за кои што би сакале да слушате вакви дискусии и луѓе кои што би сакале да ги слушнете. Пријатна вечер.